Во Њујорк новото крило на Американскиот музеј за природна историја официјално беше отворена за јавноста на почетокот на мај со фигуратистички дизајн, ултрамодерни галерии, интерактивен павилјон и огромна библиотека со ретки изложби. Околу 4 милиони артефакти и примероци ќе најдат дом таму, а некои ќе бидат изложени за прв пат. Завршувањето на крилото, наречено Ричард Гилдер Центар за наука, образование и иновации, чинеше $465 милиони. Оваа зграда не само што додава простор на музеот, туку ја подобрува циркулацијата и протокот, при што постоечкиот кампус обезбедува полесни механизми за навигација околу изложбите во постоечкиот кампус и изложбите во новата зграда. Центарот Гилдер ги поврзува другите 10 музејски крила кои зафаќаат површина колку 4 градски блока. Архитектката на проектот Жан Ганг вели дека внатрешноста на зградата е наменета да ги потсети посетителите на кањони и пештери. Идејата за дизајнот беше да се илустрира како работите се меѓусобно поврзани во природата и како еден дел од неа ги инспирира сите други. Кога прв пат почнав да го дизајнирам, навистина размислував каков пейзаж ве прави љубопитен. Ве тера да сакате да истражувате. И мислите на сите стари авантури, излегувања во кањони и откривања геолошки формации. Така навистина ги проучував тие за да видам што е тоа кај нив што ве прави љубопитни. Една од колекциите во новото крило е посветена на инсектите. Инсектариум има моментален модел на пчеларник и жива колонија на тропски мравки кои сечат лисија кои посетителите може да ги гледаат зад стаклото. Музеот има и свој вавариум на пеперутки со влажна тропска клима во која се сместени 80 видови пеперутки. Еден од најгорните катови на музеот е посветен на морските животни, а друг пак има специјални лаборатории каде посетителите може да гледаат како персоналот на музеот работи со примероци. На четвртиот кат на крилото се наоѓа голема библиотека со збирка ретки книги, а посетителите може да поминат мирно време во читална. Тоа е монументална инвестиција во важноста на учењето и учењето на другите за нашиот природен свет.